На денот, како што најавив, Маја Мојсова, кандидатка за градоначалничка на Карпош од СДСМ. Добро вечер, благодарам што сте вечерва во Дневникот. Благодарам и на вас за поканата. Доаѓате од најблагородната професија, од лекарската. Што ве натера, што ви е побудата да го замените белиот мантил со трчање и правење увид на канализации, паркинг места, фасади, депони? Некако предизвик ви беше? Па видете, белиот мантил може да го заменам со син мантил, нели? Сепак е мантил. Да, предизвик ми беше. Доаѓате во некои години во животот кој што веројатно ви треба и некаква промена. Јас долго работам, знаете на каква позиција во интензивното лекување, каде што во суштина и стварно се трагични. Може би ни треба нешто малце покреативно, без разлика тоа што се сведува нели на канализација, на ако го сведеме на тоа, ама може да го сведеме и на уредување, нели, на нешто малце покреативно. Има и креативна страна. Па веројатно мислам дека може би тоа беше некој предизвик, а искрено нешто долго време не ми се допаѓа општината. Реално да ви кажам, некако не ми се свиѓа како се развива. Што е тоа што особено не ви се допаѓа? Предавштината, нечистотијата, несреденоста, улиците, не асфалт. Зборам за сервисните улици, не можам да зборувам за големите улици, сепак тоа се во друга надлежност. Неодржувани зеленила, засушени. Некако сметам дека може би тоа естета сум. Ако сум доктор, некако сум и естета и некако ми стои дека би сакала да живам во некаква поголема благосостојба, среќа во опкружувањето, зборам, нели, тоа е, но тоа е многу важно, тоа е многу важно леснителна околност за луѓето да се чувствуваат убаво, да се чувствуваат и припадност на некое место, дека тоа припаѓа, дека го развиваат и дека заедно учествуваат во сето тоа. Така да може би беа повеќе аспекти, долго време се размислував, не викам дека не, дали во суштина и би сакала да влезам во овие води, но научена сум на предизвици и тоа дури луѓе кои што ме познаваат подобро би рекле дека точно знаат кај да ми го притиснат копчето кога некој ќе ми рече дека не можеш нешто. Па сега ајде да видиме дали можам. Во суштина сум работлив човек. Јас сум некој човек кој што сака да работи. Мислам дека ништо не ми паѓа тешко и ништо не ми е испод чест да го работам, дали ме разбирате. И сметам дека имам визии некој кој што се можеби по-другачи од другите. Ајде да видиме што е вашата клучна визија и кои се тие, да речеме, топ 3 приоритети кои ќе се најдат пред вас доколку ја освоите довербата на Карпошани. Сите ме поставуваат прашање капитални проекти, тоа секогаш се смета дека нешто треба да се гради со капитален проект, нели? Зашто да е капитален проект градба? Мислам дека капиталните проекти треба да бидат во однос на човечките ресурси. Значи сосема друга димензија на она што во однос човечките ресурси, но и благосостојбата на тие човечки ресурси, па тога би издвоила, нели, евиденот на менталното здравје, нели, менталното здравје, меѓуврсничкото насилство, нели. Мора да направиме систем. Има повеќе невладени организации кои што едноставно ги имаат проектите, ни ги доставуваат и на централно ниво и на општинско ниво, но некако не правиме систем да продолжи таа поддршка на тие деца, родители, да не зборуваме за семејно насилство, нели, тоа е веќе еден голем проблем кој што мораме да ги водиме тие луѓе, мора да најдеме некаква заштитна куќа за тие жени, но и да не ги оставиме на всред пат сами, да не ме разбирате. Затоа сметам дека пензионерите би ги вклучила. Би ги вклучила со интелектуалната моќ, без разлика што се пензионери, имаат искуство. Би ги вклучила во раководењето на институцијата, во нивни идејни решенија кои што ги имале, може не успеале да ги остварат и не мора да се само интелектуални, може да се некакви административни искуства. Младите не би ги заборавила никако. Младите се во центарот на вниманието, зашто гледаме дека некако ни бегаат, дека некако се отргнуваат од нас, дека не им оставивме многу простор. Зборувам, не им оставивме како генерации. И тука се ставам сите значи сите кои што сме моја генерација, не им оставивме систем и простор да се горди со нас и мислам дека тоа треба да го поправиме. И пред се тука се жените во мојот центар. Нели, родовата еднаквост, поддршката на жените во ние мали бизниси, во нивните идејни решенија некакви и тука ќе биде општината нели присутна. Ќе бара работова, не викам дека ќе биде лесно. Каде се лицата со попреченост, нели? Би сакала еден регистар прво да направиме, прво на деца со попреченост, па потоа и на возрастни. Тие деца ќе на ниво на општина зборувате. На ниво на општина, да.
На ниво на општина, апсолутно. Зошто е тоа важно? Затоа што во суштини тие деца еден ден ќе станат возрастни, така, и ќе имат други потреби. Кои се тие потреби, кои што не им се овозможени во текот на овој период претходен, така да повеќе на тоа, обавезно чиста средина, средени паркови, зелени површини, садење на нови дрва, зборувам, нели, и во однос на чистата средина, измивање на улиците. Мора да се измива, таа прашина мора да се измие. Тоа се некои баш живење во некаква благосостојба и среќа за секој поединечно, инклузивно, за секој граѓанин од општина Карпош, да ги почувствува промените во однос на неговото сопствено живење. Добро, Карпош се соочува со бетонизација која е буквално бескрајна во изминатите години, еден хроничен проблем или хронична болест на општината. Конкретно што ќе направите во однос на ова прашање? Сметате ли дека треба да се направи ревизија на одредени детални урбанистички планови? Потребен ли е некаков мораториум додека да се изврши таа ревизија? Што конкретно ќе направите, затоа што ова е тоа хумано живење, зависи од тоа колку простор ќе им дадеме на луѓето да дишат. Прво, урбанистичките планови се правени по закон, предпоставувам, значи од она што ми е кажано, но втора работа дали на терен изгледа тоа така, дали ме разбирате? Како план, како Планот проект. може да е добар, но не и реализацијата. Реализацијата. Мислам дека треба поголема контрола. Значи на лице место. Јас би одела на лице место и би проверила дали според бараката која што е изградена од 65 метри квадратни добила некои димензии од 170 на целосната вкупна парцела, ме сваќате. Ќе барам повеќе активност, не толку седење во канцеларија, толку повеќе активност на терен. Второ, што се однесува до големите објекти, за тие стварно имам тврд став дека во суштина за поголеми објекти збориме од А2, ако некој разбира, тоа значи и стамбени згради. Законот вели 20% зеленило, тоа некои го искористиле во Карпош да биде тоа тераси, некакви руфтопови, сакси и така натаму. Затоа би била поригорозна и јас би одела со 50% зеленило, при тоа нормално паркинг место или гаражи. И во секој случај демографијата на општината се менува, знаете, се менува на некои 30-40 години. Демографски сега општината станува млада, општина тука се селат млади парови кои што имат мали дечиња, кои што па се судираме со тие големи градби дека имаме притисок врз градинките и сега ние имаме наеднаш проблем затоа што не се следи севкупната и демографијата и она што дали тие градби од 300-600 стана ќе донесат нормално млади парови кои што ќе имат мали дечиња така. И обавезно во тие градби да има комплекс на градинки. Тие деца ќе пораснати за 5-6 години ќе има притисок врз училиштата, знаете. Значи таа демографија мора да се следи без разлика што некој велат дека Карпош е една од општина со беше, ама веќе не е затоа што има доста доселени. Сметам дека мора да се води сметка за севкуп, не само во однос на зелениното, хуманото живење, значи да лесно најдете место во градинка, да градинката е достапна, да пристапот до градинката е достапен, да улиците се обележени, сигнализација, да има тротоари. Каде ќе одат децата? Децата некогаш кога ќе пораснат и одат сами во училиште, така. Убаво би било да се осамосталат, така. Тогаш би требало да има тротоари и појаси каде што тие би биле безбедни. Добро, паркирањето го споминавте, дека треба да има паркинг места во Карпош станува исклучително комплицирано. На кои локации и со какви модели планирате да го решите овој проблем? Надземни, подземни, платени, неплатени? Веројатно подземните се најдобри, но веројатно и чинат најмногу. Градежни, надземни, тоа значи дека се уште тоа е уште поголема урбанизација, нели? Што мене не ми се допаѓа. Втората работа е што монтажните гаражи се добри, но јас пред се би сакала да се исцртаат тие паркинг места. Колку вкупно, нели, паушално сите кажуваат, 600, 800 и така натаму. Тие не се исцртани реално. Повеќето се наоѓаат на тротоарите, така, половично или меѓу дрворедите. Така да јас прва би одела со проценка на исцртување на паркинг местата во споредба со граѓаните, или бројката на граѓани по, да речеме сега веќе е нормално два автомобила во семејството да се има, некако стана нормално. Па потоа да размислуваме. Повеќе би одела на принципот на ПОЦ, затоа што сметам дека карпушани заслужуваат да имаат собствени бесплатни паркинзи. Иска ви кажам еден пример. Пред некој ден се паркираме со една пријателка кај Драмски, не ја видела таблата, Карши живееме, значи од Карши живееме ние. И нормално требаше да плати казна од 900 денари.
Викам од Карпош сме, ама тука на оваа улица и не сме на оваа улица. А доколку би го направиле тоа, мислам дека Карпошани би добиле некаков бесплатен, барем приоритет, барем во собствената општина ќе се чувствуваат граѓани од прв ред, а посетителите ќе треба да платат. Добро. Во делот на животната средина, Карпош има сериозен проблем и со загадениот воздух. Покрај она што цело Скопје го има, Карпош и во една прилика ја направив ова иста или слична аналогија, си има и свое вардаришта во Злокуќани и многу неидентификувани диви депонии од кои особено во вечерните часови се чувствува загаденоста и лошата миризба. Како ќе се справите со овие жаришта? Да, сега ги нема. Бев вака да прегледам, но секако ќе се појават веројатно најмногу во зимскиот период, затоа што на тој начин се замаскира, затоа што е загадено магла, да, се е загадено и така. Нулта толеранција. Значи нулта толеранција. Мора да се згаснат, да се обработат, да се испита и хемиски земјиштето. Ме разбирате, затоа што тоа после доведува до загадување на околното земјиште, али нулта толеранција и ќе бидам на терен да ги откриам тие диви депонии. Заедно со нормално инспекторите. Да, ќе требаат силни инспекциски служби за да го направат тоа. Имате ли никаков план, никаква стратегија за справување со проблемот со уличните куќиња? Видите, проблемот со уличните куќиња е глобален проблем во Скопје, зборам, нели, лајкај се ја завршува својата работа во однос на стерилизацијата, чипирањето и така натаму, но тие нема каде да ги во однос на економската исплатливост за отварање шелтер, тоа би влечело многу буџетски пари. Она што можам да кажам дека ќе правиме контрола во однос кој ги остава тие куќиња. Ќе правам иницијативи на централно ниво на луѓето кои што земаат веќе куќиња, да имаат обврска да ги чипираат и да можеме да ги најдеме прво собствениците. Второ, знаете дека и други градови знаат да ги истоварат куќињата. Не знам дали видовте пред некој ден, јас веќе сум во идеја да направиме куќички за куќињата, бидејќи се стварно оставени на немилост. Не се тие, еве, кај мене во мало тие се пријатни куќиња, тие не сакаат, ги раниме. Но мораме да ги згрижиме, да направиме кукички за нив со нели фиксни издели за храна, пошто сите ги раниме. А проблемот со куќињата ќе мора малце на глобално ниво и градот Скопје да се позанимава, па да се заземе еден став, затоа што мора да има работа меѓу институциите, мора да има разговори, диалог и заедничко решавање. Граѓаните тоа го очекуваат од нас. И смитам дека треба да го испорачаме на граѓаните тоа што го очекуваат. Да, веројатно во моментов недостасува таа соработка дури во самата градска управа, мораме да реформите да си ги направиме во себе, па да да работиме за граѓаните. Вашиот најсериозен ривал според анкетите е кандидатот на ВМРО ДПМН Сотир Лукровски. Како ја оценувате вашата шанса во споредба со него? Одлично. Видете, мислам дека се сите кандидати, јас ги сметам за сериозни, затоа што сметам во еден демократски процес треба да ја почитуваме кандидатурата на другите. И реално им посакувам на сите среќа. Јас еднаш реков дека стварно ќе застанам на браната на демократски фер избори, дека секој кој што ќе понуди, нели, веројатно граѓаните ќе оценат кој понудува најдобро решение, и не само тоа, и граѓаните на кого ќе му веруваат. Имате ли веќе одредени калкулации во однос на потенцијалниот втор круг од локалните избори? Вашиот против кандидат од ВМРО ДПМН веќе отворено сугерираше дека постојат и одредени непринципиелни коалиции со кои би можел да се соочи во вториот круг. Гледате ли такви случувања? Дел ли сте од можеби некакви непринципиелни коалиции? Не, видите, прво јас сум концентрирана на првиот круг. Стварно мислам дека, што би рекле англичаните, one step at a time. Стварно не мислам да размислам за нешто што ќе биде или нема да биде, но сега се работи за првиот круг и сакам да го истераме првиот круг како што треба. Во однос на непринципиелни коалиции, јас стварно не би знаела што значи тоа непринципиелна коалиција, како изгледаат во моментот ситуациите, што не е добро за нас. Единствена непринципиелна коалиција би била помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, за жал. Зошто? Затоа што така е наративот политички, за жал. Наративот политички, јас би сакала кога би можела да го променам тоа. Зборувам како иден градоначелник, би можела да го променам, би сакала да го променам тоа, да можеме да соработуваме за доброто на граѓаните. Ние никој од нас не сме тука заради тоа што сме убави, симпатични, можеби најпаметни, непаметни, помалку визионери, не визионери, но тука сме да ги исполниме потребите на граѓаните и да им дадеме задоволителен и оптимален живот. Прво затоа што животот е краток, тоа ви гарантирам. И ќе ви кажам само една работа.
Го гледав шеикот од Дубај пред, не знам, во почетоците Дубај кога го граделе. Имаше едно интервју, дури црно-бело. И тој вели, јас сакам денес моите граѓани да имаат добро образование. Јас сакам денес моите граѓани да имаат добро здравство. Затоа што денес е животот и сакаме денес да добиеме, нели, општини, држава која што ќе биде по мерка на граѓаните. Тоа е мојот став. Маја Мојсова, во тема на денот ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и на вас.